Благодарам пред се за мнозинската поддршка што ми ја дадовте мене и на овој концепт заедно напред, уште во првиот изборен круг. Јасно е, мнозинската поддршка е од граѓани македонци, албанци, турци, срби, бошњаци, власи, роми и други. Води вечера во првиот круг концептот заедно. Тоа е дел од единствениот успешен концепт за сите нас и за нашата држава. Концептот заедно ќе победи и во вториот круг на претседателските избори на 5 мај. Почитувани пријатели, мнозинството граѓани, македонци, албанци, турци, срби, бошњаци, власи, роми и други се изјаснија дека сакаат напред. Тоа е другиот дел од успешниот концепт на сите нас и на нашата држава. Концептот заедно напред ќе ја заокружи победата во вториот круг на претседателските избори на 5 мај. Денешното гласање помина во демократски дух. Очекувам така да продолжиме и на 5 мај, да ги финишираме овие избори, затоа што заедно напред не е само концепт, туку значи и конкретна акција. Едва и чекам да се фатам со работа на патот кон евроатлантска и економски развиена Република Северна Македонија за сите, од позиција претседател на државата, затоа што 10 години оваа земја немаше претседател. Да не и го правиме повеќе тоа на нашата земја. Изборот во вториот круг на од претседателските избори е стеснет од 3 кандидати на 2 претседателски кандидати. Но изборот во вториот круг ќе биде полесен. Зошто? Затоа што разликата меѓу мене и Гордана Силјановска е огромна. И верувам дека тоа ќе придонесе за уште поголема решителност и тоа во прилог на концептот напред, затоа што знаеме дека назад не е опција, назад значи блокада и криза. Сакам да се обратам посебно до граѓаните кои гласаа за кандидатот Блерим Река, до неодлучните, како и до оние кои гласаа за Силјановска, но внатрешно се свесни за штетите што ги носи тој концепт на поделби и враќање назад. Знам дека знаете што е исправно за државата, за вас и најважно за децата. Ваши, наши, тоа се деца на нашата заедничка иднина. Прогресивниот концепт, едно општество за сите, мора да продолжи за да живееме заедно спокојно. Прогресивниот концепт евроатлантски интеграции мора да продолжи за да живееме во стабилна и напредна држава. Прогресивниот концепт економски развиена држава е можен само ако се реализираат и првите 2 концепти. Ќе разговараме за ова и во следните 2 недели. Секој треба да земе учество во позитивните промени. Им подавам рака на сите, ќе бидам европски претседател на сите граѓани во Европска република Северна Македонија. Ајде, заедно напред!